Почитувани, sada само ја распродава државата по сите основи. Република Македонија 2 години оди надолу. Неколку нерасветлени убиства откако sada само е на власт, а министерот за политички прогон не превзема ништо за да ги заштити граѓаните и да го гарантира јавниот ред и мир. Црниот заев донесе црна безпарица. Трошоците за живот се поголеми, а платите остануваат исти. Безперспективноста кај младите расте. Ветуваат дека ќе ги вратат иселените, а сега си заминуваат и тие што останаа. Економијата е зацрнета. Младинската невработеност е највисока во Европа. Од така наречената младинска гаранција нема нима. Младите го завршуваат своето образование и разочарани ја напуштаат Република Македонија. Оние кои ќе решат да останат и да се надеваат на подобро утре се гушат во црниот воздух, чија загаденост е неколкократно поголема од нормалното. Владата за тоа не нуди мерки и решенија, бара донации од бизнисмените за работа која треба да се финансира од буџетот. Загадувањето ќе го спречуваат со донации, а не кажуваат каде ќе одат парите од даноци. Државата стана рекордер во корупција. Граѓаните се помалку им веруваат на институциите. Давачките рапидно се зголемуваат, а со тоа се удира врз секој млад и високо квалификуван кадар кој решил да твори, работи и создава во Република Македонија. Се удира врз IT инженерите, младите лекари, стоматолозите. Образованието е девастирано и оставено на заборавот на времето. 2 години нема ниту една инвестиција. Нема студентски домови, нема студентски градови, нема подобар стандард за студентите, нема ништо. Има само црно црнило. Црнило кое е обвиткало државата и општеството во целост мора да го поразиме. Граѓаните ја чекаат зората. Ајде сите заедно да го поразиме црнилото. Во среда, во 17 часот приклучитени се на протестниот марш против сите штетни антидржавни политики на оваа црна влада. Зората ќе искрее, а Македонија ќе оди напред. Унијата на млади сили сега на символичен начин ќе постави црни лампиони за да ги означи црните исполнувања на оваа црна влада за ова 2 годишно владење.